Почувани граѓани, нека ви е честито и вечна слобода. Имаме предизвик пред нас да организираме слободни избори. Еве ја слободно изразената волја на граѓаните на Македонија. Дочекавме слобода и гласа на граѓаните. Дозволете прво да им честитам на сите граѓани на Република Македонија. Јас сум гор човек што го живеа времето кога Македонија демонстрираше слободна волја, исклучително фер, демократски, регуларни и кредибилни избори. Со тоа сите победивме во нашата земја. Навистина, преку слободно изразената волја, ги заокружишме промени. Народот ја испрати по раката, даде подршка на новите политики на владата, даде подршка на едно општество за сите, даде подршка за раст и развој на економијата во Република Македонија. Почитувани граѓани, дозволете, според тоа што го имам како информации и овде да соопштам, каде се победивме коалицијата предводена со Социјалдемократскиот сојуз. Победивме во Ѓорче Петров во првиот круг. Победивме во Картош во првиот круг. Победивме во Центар во првиот круг. Победивме во Аеродром во првиот круг. Победивме во Шуторидери во првиот круг. И чекаме тесна е разликата дали ќе победиме во првиот круг и во Кисела Вода, и во Букел, и во Газибада. Но едно е сигурно, влегуваме како фаворити во вториот круг, за кој што секако продолжуваме внимателно пред граѓаните да ја заслужиме победата. Продолжуваме понатаму. Победивме во првиот круг во Зеленико. Победивме во првиот круг во Рачиново. Победивме во првиот круг во Куманово. Победивме во првиот круг во Ранковце. Победивме во првиот круг во Крива Паланка. Победивме во првиот круг во Кратово. Победивме во првиот круг во Кочани. Победивме во првиот круг во Пехчево. Победивме во првиот круг во Делчево. Победивме во првиот круг во Верово. Победивме во првиот круг во Конче. Победивме во првиот круг во Радовиш. Победивме во првиот круг во Василево, во Василово, во Ново село, во мојата Струмица победивме со 6700 гласа. Победивме во првиот круг во Валамово, победивме во првиот круг во Богданци, победивме во првиот круг во Дојан, победивме во првиот круг во Гевгелија, победивме во првиот круг во Демиркапија, победивме во првиот круг во Неготино, победивме во првиот круг во Лозово, победивме во првиот круг во Венес, победивме во првиот круг во Прилеп, победивме со 12.000 гласа во првиот круг во Битола, победивме во првиот круг во Ресен, победивме во првиот круг во Охрид, победивме во првиот круг во Дебарца, победивме во првиот круг во Вевчани. Еве како стоиме во градот Скопје. Од 685 гласачки места ги имаме резултатите во 469 гласачки места. Остануват уште 216 гласачки места. За нас
75.626, za našo politički protivnik 53.800. Ova je razlika od 21.800 glasovi. Ako trendom продължи така, имаме победа, още в първият круг. Ке ми простате некои общини по кои ще победите като Кривоград, ни победите во първият круг. И сигурно Ростуше, Малброво и Ростуше победите. Крушево победите во първият круг. Ягуновце победите во първият круг. И вероятно има още неколко. Но она, што е важно, почитувани граѓани. Да наистина граѓаните покажа колку се важни локалните самоуправи и општини. Сакам да им поръчам на новите избрани градоначалници и на съветниците от нашата коалиция. Ерата на локални шерифи завърши. Обвръзката сега ни е уште по-голема. Во Македонија има живот за сите! И дава голема чест, но и одговорност нашите граѓани. Сега повеќе нема изговор. За сукување ръкавите и работа. За нашиот народ, за сите граѓани подеднакво на сите краишта од нашата убава Македонија. Затоа што нашиот народ тоа го заслужува. Единство, сплотеност, равноправност, обединетост, здруженост. Концептот успеа, почитувани граѓани. Заедно сме сплотени, едно општество за сите. Здружени, топ не бие. Само сплотени, единствени, Македонија ќе оди напред. Затоа препорачувам на сите носители на јавни функции и на локалната власт, и на централната власт. Внимателно да си го слушаме нашиот народ. Нашиот народ знае што е исправно и нашиот народ знае што е приоритет. Ветивме ќе бидеме сервис на граѓаните, ќе извршуваме како тие ќе диктираат и под кои ноти тие ќе свират. Ние има да слушаме и да работиме. Најавивме ново време на одговорна, транспарентна власт и има во Македонија ова да стане правило. Апелирам на честност, апелирам на посветеност, апелирам на одговорност пред нашите граѓани. Тоа не задолжија сите. Наистина дочекавме и сакам да бидете среќни. Времеше, почитувани граѓани. Времеше и борбата, времеше и жртвата, времеше заради нашата Македонија. Вечерва да прославиме, од утре одговорно и посветено, со почит према секој граѓанин, без разлика дали гласал за победничката коалиција или не. Ние сме одговорна локална власт и одговорна централна власт пред сите граѓани. Има да работиме равноправно и еднакво за сите граѓани. Затоа што ветивме и така е. Македонија е на сите,
Site opštini se važni, sekoj pojedinec se važan. Во вториот круг, каде што ќе настапиме, ве молам со понизност и со почит према граѓаните. Јас очекувам победата да продолжи таму, каде што не успеавме да ја добиеме уште во првиот круг. Но со секој наш однос, со секој наш чекор, покажуваме какви сме и кои сме. Затоа, на вистина имаме право после години борба да се радуваме и да се веселиме. Тоа ни следува и за тоа сме заслужни. Нека се радува Македонија и нека се весели вечерно. Македонија моја, Македонија наша, доаѓа добри времиња затоа. Ќе одработиме заради тоа што стисини се што имаме. Затоа, почувани граѓани, нека ни е вечна и слободата, но нека ни е вечна и добрата иднина и перспективата за Македонија, за секоја општина, за сите граѓани во единствена Македонија. Да живее Скопје, да живее Република Македонија!